Беше тоа на 20. април 1867 година, кога во Светониколското село Ерџелија роден е Антон Стојанов, познат како Доне Тошев или Дончо Штибјанчето. Бил македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и деец на македонската револуционерна организација. Во април 1896 година Дончо бил фатен од страна на турските власти на влезот во Битола при пренесување на бомби, револвери и муниција. Од страна на турската власт бил подложен на најжестоки мачења, но не издал никого. На 20. април 1939 година во Пловдив починал македонскиот револуционер и војвода Петар Рацев. Заедно со браќата Мирче и Георги се вклучува во револуционерната дејност на ВМОРО. Петар Рацев е представник на Прилепскиот револуционерен реон на Смилевскиот конгрес. Тој бил еден од главните противници за кревање на востанието. Учествувал како доброволец во Балканските војни, а потоа и во Првата светска војна. Петар Рацев учествувал во привременото представништво на поранешното ВМРО, а подоцна е член на Илинденската организација. Беше тоа на 20. април 1941 година, кога на Великден во Мачари започнува со емитување радиопрограма од студио во Скопје. Програмата е на бугарски јазик и се изготвува од екипа од околу 20 луѓе бугари од Македонија и емитувала на бранова должина од 704 килохерци со мокност од 20 киловати. Во следните години бугарското радио Скопје емитува и многу различни програми, актуелните настани, емисии за историјата, литературата, фолклорот и културата, за селското стопанство, детски радиочас и многу автентична народна музика. Оваа радиостаница работела до август 1944 година. На 20. април 1948 година, во близина на селото Богатско, Костурско, Егејска Македонија, во борба против грчките монархо-фашисти загинал Јани Лукаров, истакнат борец во македонското национално ослободително движење и на Демократската армија на Грција. Роден е во селото Вмбел, Костурско, во 1922 година. Беше тоа на 20. април 1950 година, кога е роден Столе Попов, еден од најистакнатите македонски филмски режисери. Филмската кариера ја започнала со документарни филмови, а во 1980 година го режира својот прв игран филм Црвениот коњ, работен според истоимениот роман на Ташко Георгиевски. Столе Попов е добитник на повеќе филмски награди, а има и неколку номинации за Оскар. Под негова режисерска палка се создадени и филмовите Дае, Срекна нова 49-та, Gypsy Magic, кој е македонски кандидат за Оскар, и Тетовирање. На 20. април 1956 година е родена Јадранка Владова. На Филолошкиот факултет во Скопје ги предавала предметите светска литература и литература за деца. Починала во Скопје на 11 декември 2004 година. Беше тоа на 20. април 1982 година, кога почина Ацо Шопов, македонски поет и академик, еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Неговата прва збирка песни е првата книга на македонски јазик објавена во Слободна Македонија. Тој бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, прв председател на Советот на фестивалот Струшки вечери на поезијата, председател на поранешниот сојуз на книжевните преведувачи на Југославија, член на Македонската академија на науките и уметностите, член на Македонскиот пен центар. Основач и прв директор на издавачката куќа Кочорацин, директор на издавачката куќа Македонска книга. Ацо Шопов бил амбасадор на Социјалистичка федеративна република Југославија во Сенегал и председател на Републичката комисија за културни врски со странство. Шопов бил главен и одговорен уредник на списанијата Нов ден, Младборец, Иднина, Современост, Хоризонт и сатиричниот весник Остен. За време на животот, Ацо Шопов има објавено 13 збирки поезија, како и 15 на избори препеани на странски јазици. Носител е на партизанска споменица 41, орден за храброст, орден Братство и единство од прв ред,
орден на Републиката со сребрен венец, орден на трудот со црвено знаме и орден заслуги за народ со златна звезда. На 20. април 1991 година, на 11-тиот конгрес на СКМ, Партија за демократска преобразба, е формиран Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Беше тоа на 20. април 1993 година, кога владата на Република Македонија донела одлука со која 7 мај бил прогласен за Ден на македонската полиција. Повод за прогласување на овој ден, кога на Смилевскиот конгрес на Тморо е извршена реорганизација на власта и безбедноста. На 20. април 1995 година за прв пат е направена интернет комуникација помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави преку групацијата Ултранет ДОО Скопје. Беше тоа на 20. април 2008 година, кога починал Ксенте Богоев, македонски економист, академик и универзитетски професор. Дипломирал и докторирал на Економскиот факултет во Белград, бил професор и декан на Економскиот факултет во Скопје, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методиј, председател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија, член на председателството на Социјалистичка република Македонија и гувернер на Народната банка на Југославија. Член е на Македонската академија на науките и уметностите од 1974 година, а во периодот од 1992 до 1999 е и негов председател. Ксенте Богоев е автор на 250 научни и стручни трудови. Основоположник е на научните дисциплини од областа на фискалната и на монетарната теорија и политика. Добитник е на повеќе признанија и награди.